Вака повеќе од 12 месеци новинарите не добиваат одговори од шефот на обвинителството за организиран криминал и корупција Ислам Абази. Една година речиси заборавивме дека постои главен обвинител Војо Гок. Во првото појавување пред јавноста на 8 ноември лани вети транспарентност за медиумите, а визијата како ќе раководи ја представувал на колегите. Оти програма за работа никој не виде. Иако немав програма, како другите дел од колегите што доставија програма, ја бев во постојана комуникација со јавните обвинители и на истите цело време им ја изложував мојата визија и програма и проект како ќе биде и како ќе раководам јас со тоа обвинителство. Залудни беа ваквите тврдења, оти во неколку наврати Абази ветуваше, но никогаш не даде изјава. Абази, ќе вам за изјава една година од како сте на функцијата, немате ниту една дадена. Ќе ве викнам на брифинг, ќе го отвориме новото обвинителство. Така ни рекохте ми кажете за новото обвинителство меѓу другите прашања. Докаде се случаите Бехтел, Јенка, Дрима, Смети? Освен транспарентноста, изостана и информирање за текот на истрагите кои се водат во клучната институција во борбата против криминалот и корупцијата, обвинителството на Абази. Имаме добар дел на истраги кои што се водат токму во ова обвинителство, меѓутоа немаме никакви информации за прогресот на овие предмети, што сега на некој начин само го потврдува она што го зборуваме веќе подолго време, дека начинот на кој што правите одредени работи е често индикатор за начинот на кој што ги правите останатите работи. Така што нетранспарентниот избор на јавен обвинител, меѓу другото, може да повлече и токму вакво нетранспарентно постапување на јавното обвинителство. Неговиот избор остана црна точка во македонскиот правосуден систем, забележан и во извештајот на Европската комисија за Македонија. Дури и Брисел е со сомнежи за политичко влијание во обвинителската одлука тој да биде шеф на организиран криминал. Нотирана е и постапката за изборот на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, која што според мене треба да биде клучната институција во борбата против корупцијата. Меѓутоа, таму се забележува дека тој е бил процес во кој што има сомневање за политичко влијание, односно процес каде што јавноста немала доверба во неговата реализација. Не така далечно минато е заклетвата која ја даде Абази пред Советот на јавните обвинители дека чесно и согласно законите ќе извршува функцијата. Тогаш рече и дека на свадби и прослави се среќевал со функционерите од ДУИ, бидејќи биле од исто село. Се демантираше самиот себе, од јавноста виде негови фотографии во домашна атмосфера со Фикри Акмети на планина со Невзат Бејта. Заес е село, како што знаете сите, и се случува заедно да бидеме поканети со многу луѓе во иста свадба или настан. Таа фотографија сме во свадба, на свадба повикани. Па и во Кичево има доста други функционери од различни политички партии, со некои сме били на факултет, со некои сме били. И сега ние, ако се видиме на улица и на тоа, нормално е да се поздравиме. Тоа беше и последната изјава пред повеќе од 13 месеци од Абази, шеф на Војо Гок, институција за која јавноста многу ретко слуша што и како работи.